Најавата и рекламите, почнуваме официјално со вестите обсежна. Бесплатно лепење на политички плакати сепак ке има во Штип. Општината денеска повтор пат организираше жребување за партиите кои сакаат да лепат плакати на бесплатни локации низ градот под Исрат. Општина Штип сепак им излезе во пресрет на политичките партии кои поради неинформираност не се појавија на вчерашното жребување за добивање на бесплатни локации за лепење на политички плакати. На денешното жребување се појавија коалицијата ВМРО ДПМН и ДУИ, СДСМ и ДПА и коалицијата ВМРО за Македонија. Со консензус договорено дека ќе добијат покрај извлечената бројка ќе добијат уште едно место. Така да, коалицијата на ВМРО и ДУИ ја извлече позицијата број 1, ја добива позиција 1 и 2. Коалицијата на СДСМ и ДПА ја извлече бројката 3, ја добива позицијата 3 и 4. И коалицијата за Македонија извлече бројот 5 и го доби, може да истакнува изборни плакати без надоместок на број 5 и 6. Партиите во рок од 30 дена по завршувањето на предвремените парламентарни избори треба да ги отстранат плакатите од нивните лидери, носители и кандидати за пратеници. Представниците на партиите кои денеска учествуваа во жребувањето си дадоа избор да не си ги одлепуваат плакатите, а лепачите на политички плакати да не прават инциденти на терен. Кандидатите за пратеници од ВМРО ДПМН и Трајче Димков и Никола Мицевски денес заедно со граѓаните кај градскиот пазар во Штип. Штипските кандидати од ВМРО ДПМН денес на градскиот пазар со граѓаните лобира граѓаните да го изберат она што ВМРО ДПМН им го нуди и делеа пропаганден материјал. Денес сме на градскиот пазар, разговараме со граѓаните на Штип, нудиме промотивен материјал, ги замолуваме да излезат на гласање, да го остварат своето демократско право, затоа што сме на вистинската страна, имаме реална програма, реални проекти, тоа го докажавме во овие 10 години и се надам дека натаму ќе продолжиме. Затоа ги повикам сите на 11 декември да излезат. Штип како град беше во фокусот на ВМРО ДПМН во изминатите години. Вие можете да видите колку се инвестиции имаше во Штип, инфраструктурни, водоводи, канализација, регионални патишта, клиничка болница. Така ќе биде и во наредниот период. А голем дел од проектите кои што се сместени во новата програма реално на ВМРО ДПМН 2017-2020 Македонија се посветени токму на Штип или водат околу околниците од Штип. Штипјани го знаат тоа дека ВМРО ДПМН ја дава целосната поддршка и некаде повеќе од половина милиарда евра или 500 милиони евра се планирани за инфраструктурни проекти по околината на Штип. Димков и Мицевски се надеваат дека на 11 декември штипјани повторно ќе им ја дадат довербата да ги представуваат во парламентот. Жените работнички со навршени 60 години ќе работат по 6 часа. Минималната плата ќе дојде до 16.000 денари, а просечната плата до 30.000 денари. Ова се само дел од проектите на СДСМ. Нискиот стандард на живот, прекувремената работа како и малиот број на работни места во реалниот сектор се причините за зголемениот број на семејно насилство врз жената, тврдат од Социјалдемократскиот сојуз. Денес е меѓународен ден против насилство врз жената и токму затоа форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз реши овој ден да го посвети токму на жената. Кандидатот за пратеник од редовите на СДСМ Благој Бочварски истакна дека со цел жената да го добие заслуженото место во општеството ќе понудат подобри работнички права. Минималната плата ќе достигне 16.000, а просечната 30.000 денари. Унапредување на работното законодавство со дополнителна заштита на бремените жени работнички. Финансиска поддршка за инвестиции на социјални предпријатија основани од млади жени до 30 години. Жени работнички со навршени 60 години старост ќе работат по 6 часа на ден, а ќе ја задржат целата плата до пензија. За останатите 2 часа државата ќе субвенционира ангажман на млади лица. На денешната пресконференција Бочварски истакна дека во програмата имат предвидено по 10.000 евра неповратни средства за бизнис идеи, како и отварање на институции кои ќе гарантираат минимален пакет на услуги за заштита од домашно насилство. Во продолжение на дневникот реакција на општина Штип по вчерашното обраќање на Владимир Милошев од редовите на СДСМ во врска со образованието. Во реакцијата се вели:
Во изјава за новинарите вчера представникот на СДСМ Владимир Милошев го злоупотреби основното образование за политички цели, а уште пострашно е што ја промаши темата и се обиде да инволвира политика за сопствени и партиски цели. Споменатиот лист хартија за кој тврдеше дека е партиска агитација во образованието е всушност извадок од стратегијата за образование која ја подготвува Министерството за образование и наука. Представници на Министерството на 9 ноември имаа презентација на стратегијата во општина Штип, при што беше побарано истата да биде доставена до родителите низ училиштата со цел да ја разгледаат и да дадат своји видувања по истата. Листот кој го покажуваше не е никаков пропаганден леток, туку страна број 29 од таа стратегија. Ако господинот Милошев ги следел на станите, а пред се вестите, ќе знаеше за што се работи. Го замолуваме господинот Владимир Милошев, се вели во продолжението на реакцијата од општина Штип, да го остави образованието надвор од политичката кампања и следниот пат да се слика пред партискиот штаб, а не пред основното училиште Ванчо Прке и да лови гласови на друго место. За да не бидеме погрешно разбрани, истото се однесува и на сите други политички партии и кандидати, кои ги замолуваме да не ги вознемируваат и инволвираат наставниците и учениците во политички кампањи, додека се на работното место и во училниците и да ги остават да работат на раат. Се надеваме дека следниот пат господинот Милошев прво ќе се информира, па откако ќе добие информации, да одлучи дали има место за политичка реклама, за да не му се случи пак да шири дезинформации, освен ако тоа не му е намерата. Секогаш може да праша во општината, просветниот инспекторат или во одделението за образование за која било тема која го интересира. Незалудно се рекло дека прво се скока, па се вика оп. Се вели во реакцијата од општина Штип во врска со вчерашната пресконференција на Владимир Милошев од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, општинска организација Штип. Во организација на ВМРО ДПМН се одржа трибина за спортските активности на Агенцијата за спорт и млади за и околу изградбата на спортски објекти во Штип, како и за понатамошните плански активности. Денешната трибина беше посветена на учеството на Агенцијата за спорт и млади околу реализацијата на многобројните спортски објекти кои беа изградени на задоволство на плејадата млади спортисти. Директорот на агенцијата Маријан Спасевски нагласи дека се издвоени 96 милиони денари за спортски објекти во Штип, помеѓу кои се спортската сала Јордан Мијалков, потоа 4 тениски терени, 2 повеќе наменски игралишта, 1 фудбалско игралиште, како и поставување на вештачка трева на уште едно игралиште. Во едниот период, меѓу другото, ќе се посвети внимание и на изградбата на затворен олимписки базен со стандардни ватерполо димензии. Денеска нашата средба со спортистите и спортските работници ќе искористиме за дополнително информирање за овие мерки и сите оние бенефити кои што би можеле да ги имаат и индивидуалните спортисти, но и спортските клубови од овие мерки кои што ќе значат подобрување на спортските перформанси. Првата мерка се однесува на зголемување на буџетот на Агенцијата за млади спорт за финансирање и поддршка на олимписките спортови и олимписките спортски федерации и секако Македонскиот олимписки комитет, бидејќи како што знаете веќе се извршија измени во Законот за игрите на среќа и за забавните игри, каде што 3% од разликата помеѓу платата и исплатата во сите обложувалници во Република Македонија и 1,5% од разликата помеѓу платата и исплатата во автомат клубовите веќе се слеваат на сметката на Агенцијата за млади спорт и од 1 јануари 2017 година очекуваме некаде на годишна основа околу 1,5 милион евра дополнителни средства кои што можат подоцна да бидат трансферирани во олимписките спортови. Втората мерка која што сметам дека е една од позначајните кои што директно ќе влие во подобрување на условите за работа на спортските клубови и на индивидуалните спортисти е мерката за одредени даночни олеснувања и поттикнување на компаниите кои што сакаат да вложат во спортот. Имено законските измени во делот на Законот за данок на добивка и Законот за спорт веќе ја поминаа собраниската процедура. Агенцијата за млади спорт во моментов ги изработува подзаконските акти и истите ќе стапат на сила од 1 јануари 2017 година. Учество на денешната трибина зедоа и Никола Мицевски и Трајче Димков, кои како пратеници имаа и те како активно учество во донесувањето на многобројните закони поврзани со спортот. Коалицијата ВМРО за Македонија најавува промоција на програмата и представување на кандидатите за пратеници.
Ги известуваме граѓаните на општина Штип и Карвенци дека коалицијата ВМРО за Македонија ќе одржи комитски коктел во ресторант Ваго во сабота, утре во 19 часот. Со тоа ги покануваме сите членови, симпатизери и слободумни граѓани да дојдат да ја видат нашата програма и да ги видат вистинските лидери Лупчо Георгиевски, Любе Бошковски, Стојанче Ангелов и вистинското ВМРО. Сите заинтересирани граѓани, симпатизери на нашата коалиција ВМРО за Македонија ги информираме дека имаме канцеларии кај Безистенот на улица Ванчо Прке и таму може да контактираме. Подобрување на патната инфраструктура, градење на нови патишта, но и реконструкција на веќе постоечките. Во регионот ќе се градат 2 експресни патишта, Штип-Кочани и Штип-Радовиш. Најави кандидатот за пратеник од редовите на ВМРО ДПМН Трајче Димков. Подобрување на патната инфраструктура, изградби на нови патишта, но и реконструкција на веќе постоечките се проектите за кои ВМРО ДПМН одвои значително место во новата програма, истакна кандидатот за пратеник Трајче Димков. Предвидено изградба на експресен пат Штип-Радовиш во должина од 38 километри. Изградбата ќе чини 64 милиони денари, а треба да биде готов до 2019 година. Планирана е изградба и на експресниот пат Штип-Кочани и со овој проект се предвидува да се изврши реконструкција и проширување на постојната широчина на патот од 6,5 на 11 метри со оглед на тоа дека моменталните сообраќајни и технички решенија не ги задоволуваат потребите на возачите. Проценетата вредност на инвестицијата е 53,4 милиони евра, а рокот на изградба март 2019 година. Дека ветувањата се остваруваат доказ е изградбата на автопатот Штип-Миладиновци, кој до септември наредната година треба да биде готов, посочи Димков. Предвидено е и осветлување на клучки, крстосници и тунели во државата пред се на потегот Штип-Кочани и Велес-Штип. Како што е познато, јавното предпријатие за државни патишта веќе ја осветли клучката кај Тришешни со 130 светилки преку инвестицијата во вредност од над 430.000 евра. Во неколку децени влезот на Штип конечно се осветли, со што се зголеми безбедноста во сообраќајот и се инвестираше во пратечката инфраструктура во Штип. Преку програмата за одржување на државните патишта во периодот од 2018-2019 година, ВМРО ДПМН предвидува и реконструкција на регионалниот пат Штип-Радовиш на делницата со Филари Бучим. Штип годинава заеднички ќе ги одбележува патронот на градот Свети Никола и годишнината од раѓањето на поетот Ацо Шопов. Одиме со другите теми. Жените и понатаму подчинети на посилниот пол трпат насилство и тортура. Заштитата затајува во лавиринтите на недореченостите, во постапките, згрижувањето останува проблем поради нефункционалноста на центрите. Скриена во сенка останува жената која претрпела насилство и тортура од мажот. Подчинетоста доаѓа до израз кога модринките ќе ги нашминка со путра за да ги сокрие од погледите. Не се пријавува доволно насилството, се коментарите од невладините организации. Се уште има случаи што се случуваат и што остануваат за затворени врати. Навистина на жртвите им треба многу најпрво охрабрување за да може да се осудат да започнат постапки и да ги завршат и да се ослободат од семеното насилство. Заслужува ли жената да биде малтретирана ако се има во предвид нејзината биолошка функција, човек кој се грижи за семејството, децата и носи плата дома? Не, у никој случај жена не се малтретира. Мајка, работник, домакинка и се друго. Не бе, какво насилство бе. На жените не треба кютет. Што треба? Да чуваме, што Не. Не треба. Па не би требало се. И жената треба да слуша и маж. Не треба, ама треба малку жената да претргува. Ако треба да има власт, треба да биде се права равноправна. Ама важно треба и она да претргува. А она вие дадете и право на жените работат што сакат. Заштитата на жената е горлив проблем. Ресоциализацијата оди потешко, та дури и до откажување на жртвата да успее да застане на своји нозе и да чекори по свој пат. Затајуваат институциите, немокни да ги отргнат жртвите од канџите на насилниците.
Згрижувачките центри се проблем, а ако повторно се вратат дома, ги чека истото. Психолошка, психосоцијална поддршка, тоа е и нашата улога, да се појавиме онаму каде што институциите малку затајуваат. Жртвите и понатаму пријавуваат во невладните организации. Ние се трудиме да ги охрабриме да издржат во тој циклус ни судските лавиринти, да завршат постапката за заштита од семејно насилство. Дел од нив се упатени од центрите за социјална работа. Денес се одбележува Меѓународниот ден за борба против насилството врз жените. 15 политички партии потпишаа заедничка декларација за спречување и заштита од различни форми на насилство врз жените и семејното насилство. Со ова се означи почетокот на глобалната кампања 16 ден активизам против насилство. Штип годинава заеднички ќе ги одбележува патронот на градот и годишнината од раѓањето на големиот поет Ацо Шопов. Се уште не се знае на кој ќе му биде доделена наградата, односно орденот Свети Никола. Општина Штип се подготвува за престојните новогодишни и божитни празници, но и за патронот на градот и на Брегалничката епархија. Се уште не се знае кој годинава ќе го добие орденот Свети Никола и признанијата. Одлуката треба да ја донесе лично штипскиот градоначалник. Инаку годинава 3 дена ќе се одбележува Свети Никола, но и одбележувањето на годишнината од раѓањето на поетот Ацо Шопов. Во координација со Македонската православна црква ги реализираме активностите кои што се поврзани со вечерната богослужба на 18 по која таа ќе биде во 17 часот, веднаш по неја во 18 часот и свечената академија на Советот на општина Штип ќе се одржи во Соборниот храм Свети Никола, каде ќе бидат врачени и најголемите одличија на општина Штип годинава орденот Свети Никола и 19 декември признанијата, а веднаш потоа ќе биде реализиран и свечен концерт на хорот Света Злата Мегленска. На празникот Свети Никола покрај свечената литургија ќе има и литија, а на градскиот плоштад ќе се крши славскиот колач. Општината годинава за предстојните новогодишни божитни празници од буџетот издвои над 500.000 денари за награди и манифестациите кои престојат. Почнувајќи од посета на дежурните институции кои што работат за време на празниците, предвидени се 21.000 денари, потоа тука се посета на првороденото бебенце во новата година заедно со мајката. За нив предвидено подарок од 10.000 денари, ще една книжка и мал подарок за бебето, а исто така се предвидени и средства кои што ќе се подарат на акушерското одделение, 20.000 денари, со кои што се набавува нешто што им е неопходно потребно. Општината има предвидено и награди за празникот Водици, а исто така има и средства за украсување на градот Штип. Истепани од дрвократците во обид да ја спречат нелегалната сеча во нивната шума. Дрвократците побегнале, но за кратко полицијата ги фати и ќе одговараат за разбойничка кражба. Освен што крадат, почна и да тепаат. Дрвократци во Штипско со тупаници и клоци ги избркале сопствениците на приватна шума, кои се обиделе да ја спречат безправната сеча во сопствената корија. Но од страна на лицата им биле упатени сериозни закани по животот и телото, пошто и физички ги нападнале, удирајки ги со тупаници, клоци, дрва во пределот на телото и главите, нанесувајќи им видливи повреди. По ова дрвократците побегнале, но за кратко биле фатени од полицијата. 37 годишниот штипјанец и четворицата малолетници на возраст од 15 до 17 години, кои бесправно исекле 3 метри кубни дрво даб и имале намера да ги натоварат во возилата со кои пристигнале на местото викано Бостанлик во атарот на селото Шашаварлија, сториле кривично дело разбойничка кражба. Извршен е увид на местото на настанот, запознат е јавен обвинител и се работи на целосно комплетирање и документирање на кривично-правниот настан, пошто ќе биде поднесен соодветен поднесок. Дрвократците прават пустош во шумите околу Штипско. Полицијата неодамна пресретна кратци со возило натоварено со огревно дрво. Им поднесе кривична пријава. Само оваа година Штипската полиција поднесе 4 кривични пријави за 5 кривични дела кражба на дрва. И овој петок наша екипа беше на градскиот пазар во Штип, а таму во текот на целиот ден беше раздвижено. Штипјани вообичаено пазаруваат за цела седмица. Пазарџиите задоволни од прометот.
И овој петок во Штип на градскиот пазар богат избор на производи за продажба. Граѓаните велат дека може секој да си купи по избор. Супер цени. Кој како си има, како му е джепот, така се пазарува. Вие што ќе си купите? Па ние купиме, снесоме го там пазарот. Се нешто овошје купиме. Купив круши, малку се скапи, многу се здрави за срцето. Ке купам зелка, содржи С витамин. Овошје и зеленчук, претежно повеќе зимскиот период. Зелка и прас повторно актуелни, најмногу штипјани купуваа. Морски прас нема веќе, тај е последен пазар. Завршиме го. За вај година толку, до година здрави живот. Цена? Цената денеска 120 динар. Зелката 7 динар. Цената е те малку, е намалена, не е 13 денари, тука има од 8 денари до 10 денари зелка. Празо е 100 денари од топче. Зрнестите производи и овошјето по непроменети цени се продаваа и овој петок во споредба со претходниот. Грахчето е котка, урито 60, кикиритката 150, печена 200, пражена 160, ливливијата 250 со 280, овошјето лимоно 60, банана 50, мандарина 40, крушата 70 и кива имаме од 20 до 50. За ресенското јаболко секогаш интерес има на пазарот во Штип. Од каде јаболкото? Од Ресен. Цена е 25, 30 и 20. Има и за 15. А вие по колку го продавате? 20, 15. Раздвижено на градскиот пазар во Штип беше во текот на целиот ден. Одбојкарските екипи на УГД Студент ќе ги одиграат надпреварите од четвртото коло на Суперлигата на Македонија. Девојките ќе гостуваат во Струмица, а момците ќе настапат во Кичево. Во надпревар од четвртото Суперлигаско коло, одбојкарките на УГД Студент ќе гостуваат на екипата на Македонија Макс во Струмица. Во останатите средби се среќаваат Пелистер Волеј и Јанта Волеј, СВСК Бамикор и Универзитет Тетово Наковски Волеј. Машката екипа на УГД Студент ќе гостува на екипата на Шутова во Кичево. Во останатите средби се среќаваат Лирија Провиштип, Струмица Вардар и Борец Лешок. Сите надпревари ќе се одиграат утре сабота, 26 ноември. Ете неколку петоци наназад им посакувам успех на одбојкарите и одбојкарките, вака и вечерва, а на сите вам почитувани гледачи благодарност за вниманието. Останете во продолжение со Ирис телевизија. Имајте убава вечер, убав викенд и се гледаме повторно утре во редовните термини за вест. До тогаш довидување. Причини зошто нема да гласам за ВМРО ДПМН. Причина 14. Затоа што од 2006 до сега се иселија повеќе од 500.000 луѓе. Нов циклус на набавка на над 3700 апарати и медицинска